Дами и господа, вашиот водител за вечерва, Дени Насковски. Едно големо, најголемо здраво за сите наши почитувани гледачи кои што во моментот се на програмата на телевизија Протола, а токму од овој момент на програмата на телевизија Протола започнува нова емисија насловена како Чекор Плюс. Емисија која што ќе се емитува на програмата на телевизија Протола, а во неа ќе обработуваме исклучиво теми само за млади. Па во оваа наша прва емисија решивме да зборуваме за младинскиот центар кој што функционира на територијата на општината Пробишти. Па по тој повод во нашето студио ја поканивме Мартина Јачевска токму од младинскиот центар. Едно големо здраво, hello, како е Мартина? Hello, супер. Одлично е во студиото овде? Да, супер. Фала ви на поканата и на разговорот што ќе го имаме денес и на приликата, можноста да бидеме дел од оваа емисија. Повеќето од гледачите те знаат, можеби да кажеме 80-90% од граѓаните, но меѓутоа е за останатите и рете нели. Која е Мартина Јачевска? Да, интересно прашање многу. Ова, како што спомнав и претходно, дека ова ми е најтешкото прашање всушност. Да речи дека не знаеш баш точно што да одговориш, но меѓутоа ќе се снајдеш, нели? Секогаш е најтешко прашање да се представам која сум. Мартина, која што е моментално координатор на младинскиот центар во Пробишти, па исто така е и работник со млади или младински работник, кој што работи тука во младинскиот центар во рамки на активностите кои што ги одржуваме. Мартина исто така е и долгогодишен активист, волонтер, се она што е поврзано со работата со млади. Јас сум исто така и председателка на организацијата ГРИД, која што всушност и управува во овие 2 години откако го имаме младинскиот центар и не останува нели уште 1 година. Многу ангажман, многу активности, предпоставам слободно време многу малку. Да, дефинитивно слободното време е премногу малку, но сепак се наоѓа, се обидувам да работам на тоа, но вистина мислам дека сега во времето во кое што живееме, сите мораме напорно да работиме за да направиме слободно време да имаме и да го користиме за да се релаксираме и навистина за да можеме потоа да дадеме уште повеќе од себе за работата која што навистина и сакаме да ја работиме. Ова што го кажа ти ми се наметна во моментот прашање да те прашам дали доколку повторно се родиш ќе видиш пак повторно тоа што си денес, со оглед на тоа дека ангажманите се многу. Да, мислам дека никогаш не би го заменила ова што го работам моментално. Има моменти кога сум кај што не си патив некоја друга работа, некоја што ми изгледа во моментот полесна, но после тоа кога ќе ми притекне зошто се во ова го работам и што всушност кога ќе ги видам резултатите од мојата работа, си викам, не, знам дека ова е тоа што сакам, тоа што навистина ми лежи и не би го променила, не би правела ништо поинаку, барем до сега што е, а за натака ќе видиме. Како што велат возрастните, она што ти лежи, тоа и го работи. Претпоставам тоа го работиш. Да, по некоја случајност кај мене се случи тоа, вистински го живеам она што го работам, но вистина јас верувам во промената и верувам во младите луѓе кои што може да ја донесат таа промена, така да тоа е и мојата главна и мотивација зашто го работам се во ова. Јас бев еден млад човек што имаше потреба од некаква промена и го креирав нештото кое што дури младинскиот работник не ни постоеше тука како нешто кое што некој може да го работи. И некако оваа позиција само по себе дојде од оно што сакам да го правам, се искомбинира со оно што веќе некако беше дефинирано во законите на државата, така да. Браво, една петка може? Може. Сега, значи, со оглед на тоа дека во денешново издание на емисијата Чекор Плюс ќе зборуваме за младинскиот центар, па на самиот почеток би те запрашал, како се случи да се формира овој младински центар, чија беше идејата за да, тоа што денес го имаме, да го имаме. И пред колку време беше тоа? Пред 2-3 години или повеќе? Има повеќе од 2-3 години. Две години само веќе е функционален младинскиот центар, а претходно мислам дека постапката беше грубо некаде 2 години, започна
се започна всушност со еден проект кој што беше на швајцарската агенција, Да? поддржан од нив. И проектот беше насочен во ги разгледуваше ветувањата кои што ги даваат политичарите низ целата наша држава и колку они од тие ветувања исполнуваат после изборите. Јас се пријавив, не знам како, може и случајно да завршив таму и се пријавив на овој проект. Имавме неколку работилници, тоа беше ковид, беше онлайн работилници, малце беше дури не знаевме како ќе се одвива се. И започнавме со некои мапирања на некои вакви ветувања кои што ги дале политичарите на почетокот, затоа што тогаш и нели требаше да имаме избори. Започнавме да гледам, започнав да чепкам што каде има, како има и на една од обуките, ми се чини во Охрид бевме околу 20 души, мислам, од млади луѓе од целата држава. И таму се запознав со една која што работеше во оваа сфера многу време и таа ми предложи како можете да видите и нешто од законот кој што е нели За за младинско учество и младински политики. И јас реков, добро, ајде ќе дзирнам што има таму и таму видов всушност дека во секоја општина треба да има најмалце барем еден младински центар кој што е функционален и е поддржан од општината. И ова ме мотивираше да прочепкам, да видам дали кај нас нешто има некаква најава или чисто да знам на што како стои во нашата општина. Почнав да чепкам, забележав дека нема нешто посебно споменато дури и одлучив дека затоа што требаше сите да креираме некаква иницијатива, одлучив дека иницијативата која што ќе спроведувам ќе биде насочена токму во оваа насока, дека ќе се занимава со прашањето практично каде е младинскиот простор во Пробиштив. И во рамки на таа иницијатива работев со 20 млади луѓе од Пробиштив и од Злетово секако, кои што беа вклучени во 2 креативни работилници за тоа што е активизам на прво место, за тоа што е како можат креативно да се изразат, како можат преку креативни акции да се застапуваат за нешто и од таму потоа тие креираа и 3 артивистички акции низ градот. Можеби некои од гледачите дури се сеќаваат дека низ Пробиштив имаше поставено табли каде што можеш да оставиш лицето вака и да направиш фотографија. За вистина интересно, се сеќавам на тој момент. Да, сите тие табли представуваа некаков аспект од тоа како би изгледал младинскиот центар и што младите би правеле во него. И овие табли секако беа креирани од младите кои што учествуваа во самата активност. Имаше и низ кафулињата имаше исто така шекерчиња кои што повикуваа да ни се приклучат кон оваа акција за застапување за младинскиот центар. И имавме уште една акција која што беше поставена на игралиштето, близу до градскиот парк, на која што имаше како огромно нелути се човече, кое што младите можеа да го користат и да играат таму на отворено. Сите овие, како што спомнав, активности некако потсеќаа на тоа што би значило и какви активности би нудел младинскиот центар доколку постои во нашиот град. Секако на сето тоа имаше и онлайн кампања која што ги запознаваше младите луѓе со тоа што е всушност младински центар и според закон, и според тоа што ќе се нуди во младинскиот центар, за да бидат малце позапознаени со самиот концепт или што би рекле ние да се крене малце свеста за потребата и исто така и за самиот концепт за младински центри. Кога беше она официјална дата? Тогаш и тогаш свечено пуштање на младинскиот, отварање на младинскиот центар.
И тоа беше интересна ситуација, затоа што ние соработувавме многу со општина Пробиштив во рамките на целата ова иницијатива. Јас бев лидер на иницијативата и направивме неколку состаноци, меѓу кои имавме и состанок во Скопје со представници од општината, со тогашниот советник за млади на премиерот, со представници од Агенцијата за млади и спорт. И после сите овие состаноци некако постојано имавме состаноци за тоа како се ќе изгледа. Договорот го подпишавме за има целата процедура, нели има посебна постапка за тоа како се отвара еден младински центар, за да биде нели се транспарентно, за да може да се остави простор за сите заинтересирани организации кои што би сакале да го управуваат младинскиот центар, да се пријават. И после целиот овој процес поминат, тука беше вклучен и советот на општина кој што донесе одлуки за намена на простор, потоа одлука за отворање на самиот младински центар, потоа имаше отворен повик за организации кои што ќе се пријават. Сето ова траеше навистина. Долго? Да, е нешто што секаде во нашата држава, во секој сектор би можела да кажам дека трае, пошто е процедура, постапка која што вклучува голем број на актери. И договорот конечно го подпишавме, ми се чини на 29, ако не се лажам, декември 2022. Баш беше последен работен ден од годината. Интересираме, имаше препреки околу отварањето, ни дуваше на доста или се одеше така? Одеше полека, но сигурно, да. Ама мислам сега препреки, не знам, би рекла предизвици повеќе, да, имаше предизвици, имаше комуникација, можеби не секогаш доволно комуникација, имаше потреба малце да се бутка работата, нели, некој што постојано ќе се јавува да праша до каде е целата работа. Така да тие беа предизвиците, имаше предизвик исто така да се објасни што значи младински центар, нели? Затоа што е цел нов концепт за оние што се повозрасни, можеби се сеќаваат на нешто навидум, налик што беше на младински центри, Вавилон, не знам, може и ти се сеќаваш. Вавилон и јас имав видено претходно неколку пати, но тоа многу брзо се заврши целата приказна и сега ова е целосен нов концепт што луѓето уште не го разбираат тогаш што сакаме да направиме ние всушност. Не прашуваат дали е канцеларија, па сега зошто ќе е канцеларија и слично. И тоа беше еден од предизвиците исто така да се објасни целиот концепт за тоа што всушност е младинскиот центар и зошто. И нели таа комуникација, малце дури да стигне некоја информација, па чекаме на еден актер, па чекаме на друг актер, па чекаме на трет актер. Сите нели си придонесовме, сите што бевме вклучени во процесот, придонесовме кон тоа одложување. И на крајот, за да се нели потпише тој договор и официјалното отворање беше во јануари, после цел месец подготовка на просторот кој што го добивме, затоа што во моментот тогаш имавме 5 волонтери локални кои што беа целосно вклучени буквално од глетување на цидовите кои што беа тука, да, до боење, до креирање на овие форми што се тука низ младинскиот центар, до замислување на тоа како ќе биде поставено се што е внатре во младинскиот центар, како ќе биде обоено, да се креира целосната слика за нели да тоа представува пред се пријатно место за младите. За официјално да се отвори младинскиот центар, не се сеќам точно на датата, мислам дека беше 27 јануари 2023. Баш по оние празници и месец на празниците. Да. Беше навистина беше лудо време, така можам да кажам, затоа што беше јануари, ние требаше да бојадисуваме, беше надвор влажно, студено, тука немаше грејење во просторијата. Донесовме по некоја грејалка, се сеќавам, и така беше момент кој што не знаевме
дали ќе се разболиме затоа што може би премногу ладно, дали ќе издржиме до крај све да средиме, но успеавме. На крајот успеавме без никакви пречки, со неколку мали накашлувања да го средиме целиот простор и да бидеме сите комплет спремни за отворањето тука на 27. Се отвара младинскиот центар и претпоставам сега голема желба за што да се направи, што да се сработи, како да се привлечат младите да доаѓаат што повеќе тука. Дали се сеќаваш на првата активност што ја имате организирано како се беше отворено и како изгледаше во тоа време? Мислам дека нашата прва активност беше во соработка со волонтерката од Мировен корпус, која што во тој период волонтираше во Никола Карев, во основното училиште. И со неја разговаравме ние и претходно што би можеле да направиме и како би можеле да направиме. И тоа всушност и беше првиот настан, таа дојде бидејќи го отворивме при крајот на јануари, следен празник беше што би можеле да направиме некоја активност во врска со него, Valentine's Day, според, нели, бидејќи таа од Соединетите Американски држави, и разговаравме со неја како да го направиме тоа, нели, да се испромовира и културата нивна и како тие го прославуваат празникот. Таа беше отворена за соработка, така да првиот настан ни беше тоа, со тоа што ние го малце го свртивме и беше Valentine's Day, што всушност значи како ден на другарството или кај што се создаваат нови другарства, што всушност и многу добро се вклопи во целата идеја, заради тоа што многу луѓе кои што за прв пат на тој настан дојдоа тука, имаа можност да се запознаат едни со други, да разменат различни искуства. Имавме активност за запознавање, каде што тие споделија како се чувствуваат во врска со местото, како гледаат ова место, што тие прават, што би сакале да прават. Така да, и таа беше мощна и успешна активност и баш беа задоволни сите што беа дел од неа. Потоа продолжуваат понатаму, се нижат со доста голем број на активности. Рете и да спомнеме некој од нив што досега Младинскиот центар ги реализирал и во моментот, кој што знам, спроведуваат активности. Да, активностите кои што се во Младинскиот центар, бидејќи реално сите почнавме за прв пат, имаме нешто вакво во Пробиштип и беше наше прво искуство на сите и сакавме практично овие сега почнуваме трета година, експериментираме со тоа како да се одвиваат активностите, какви активности да креираме. И на почетокот ние одлучивме дека базирано на претходни истражувања, јас правев едно истражување во рамки на самата иницијатива која што ја спомнав порано, што би сакале младите да видат во Младинскиот центар, и таму имаше активности кои што тие ги наброја, имаше стварно широка лепеза на теми на кои што можеме да работиме и предлози. И ние решивме нашите активности да ги креираме базирано на нивните потреби, идеи и предлози. Така да активностите кои што ги одржувавме првенствено во првата година беа повеќе насочени кон самата промоција на Младинскиот центар, да дојдат да се запознаат младите со Младинскиот центар, да знаат дека постои тука простор за нив кој што може да го користат. Така да во првата година успеавме да имаме неколку активни клубови кои што работеа во склоп на Младинскиот центар. Да, во склоп на Младинскиот. Не е лошо да спомнеме некој. Да, кои што сите овие младински клубови беа формирани и водени од млади луѓе. Имавме театарски клуб кој што на крајот од после 6 месеци имаше и многу успешна представа за деца која се одигра во киносалата. Имаше супер посетеност, супер изведба, исто така и тие беа многу задоволни од нивната изведба. Потоа отворивме во соработка и со Средното општинско училиште дебатен клуб, кој што е поддржан и од МОВ, Младински образовен форум.
Преку овој клуб успеавме да креираме таква група на млади луѓе кои што всушност учествуваа и на надпревар, каде што навистина се представија во прекрасно светло минатата година. Беше тоа за нив прв почетнички надпревар и успеа да стигнат навистина многу високо и потоа и на националното првенство кое што се одржа оваа година. Но нели тоа беше за нив прво искуство со вакво нешто и оваа година тие се бидејќи лани како фасилитатор го имавме Александар Богатинов, професорот по филозофија од нашето средно училиште. Оваа година младите кои што лани учествуваа како учесници, само сега тие се предавачи всушност и тие работат со новите млади кои што се дел од клубот. Како што спомнав веќе во соработка со Дара, волонтерката од Мировен корпус, исто така таа одржуваше и тука клуб за англиски јазик, што е малце поразличен клуб, морам да спомнам, од она што се нели часовите кои што ги има и дополнителни курсеви за англиски јазик. Тука повеќе фокус имаше на тоа, на разговорниот дел од јазикот. Всушност тие разговара на различни теми, на тој начин го збогатува нивниот вокабулар на англиски јазик, играа различни друштвени игри кои што најголемиот дел од нив никогаш ги немаа пробано и навистина многу се забавува. Можам да кажам и дека англискиот клуб е и еден од најуспешните, иако сите очигледно не се успешни до сега, ама англискиот клуб навистина имаше навистина супер резултати. До сега спомна неколку имиња кои што се волонтери, но меѓутоа надвор од границите на држава. До сега колку такви волонтери минале низ младинскиот центар откако постои до овој момент денес? Да, Дара првично беше волонтер во Никола Карев, но тие покрај работата која што прават во училиште имаат за задача да волонтираат и во заедницата, па така дојде и до идејата да креира Дара активности и тука за младинскиот центар, меѓу кои што беше клубот. Значи имавме и дополнителни други активности кои што служеа за запознавање на младите со американската култура, поточно со културата на САД и на различните делови држави како се слават одредени празници, каде што таа презентираше од нејзино искуство како тоа изгледа во нивната држава. Моментално исто така од лани, од 2023 ноември, да, со нас го имаме и Крис, кој што е исто така волонтер од Мировниот корпус, ќе биде со нас 2 години, така му останува отприлика помалку од 1 година да биде со нас. И тој е волонтер од Соединетите Американски држави и исто така Крис значително помага во работата на младинскиот центар, учествува редовно во состаноците кои што ги имаме при креирањето на активности, при спроведувањето на самите активности и слично. Во рамки на локални волонтери започнавме со 5 волонтери кои што навистина беа многу вклучени. Секој од нив имаше и собствен клуб. Имавме кратко и клуб за информатички вештини. Да. Имавме, како што спомнав, и театарскиот клуб, имавме неколку клубови и секој од нив се вклучуваше во... Се сеќавам на една театарска представа. Да, театарската представа, да, која што ја спомнав, исто така беше водена од волонтерката тогаш. Сите има одредени задачи кои што ги исполнува навистина и креира прекрасни резултати и огромни настани што беа нивно прво искуство и навистина беше нешто големо веднаш што го спроведува. Моментално локално немаме волонтери, затоа што заклучивме дека низ процесот на работа со претходната група на волонтери и потоа со уште неколку луѓе што доаѓаа и што работеа како што придонесуваа со волонтерски ангажман, свативме дека ни треба поструктурирана програма како би можеле ние да им понудиме на нив на
вистинско искуство од кое што ќе можат на вистина да добијат нешто што е вредно и потоа што ќе можат да го реплицираат на друго место на работа или во друг некој ангажман каде што ќе сакаат, ако сакаат да волонтираат некаде на страна. Значи на вистина сакавме да обратиме повеќе квалитет на да обратиме повеќе внимание на самиот квалитет на услугата на волонтерство кој што го нудиме, а не само да собереме неколку души што ќе ги представиме како наши волонтери, ќе ги пратиме да завршат некоја краткорочна активност и ќе се пофалиме дека се наши волонтери. Сакаме на вистина да понудиме еден пакет на искуство кој што е вредно и кој што на вистина ќе им донесе онолку колку што им донесе нашите први волонтери. Моментално имаме, уствари, пропуштив да кажам, имаме една волонтерка која што е од тука, од Пробиштип, и таа работи на креирање на содржини за нашите профили на социјалните мрежи. Се она што го гледате таму, поврзано со Младинскиот центар, го прави нашата Ана моментално. Браво за Ана! Браво за Ана! Вака сега, спомнуваме волонтери од Пробиштип, спомнуваме волонтери од надвор од држава, спомнуваме голем број на активности. Интересираме каков е интересот на младите да бидат вклучени во активностите кои што ги организирате вие како Младински центар и дали имаме намалување, зголемување во однос на почетокот и денес? Да, супер прашање. Морам да признаам дека се сочуваме со предизвици, кои што не секогаш се резултат на тоа што младите мислат за Младинскиот центар, туку има различни фактори кои што учествуваат во креирањето на самата слика за Младинскиот центар и за тоа како Младинскиот центар може да придонесе за нив. Во почетокот имавме, кога го отворивме Младинскиот центар, не беа доволно запознаени сите млади со самиот концепт, самата идеја како ќе изгледа Младинскиот центар, и имаше многу поголема флуктуација на млади кои што доаѓа и си одеа, ќе учествуваат во некоја активност и потоа ќе заминат, не секогаш се враќаа. Зошто тоа? Незадоволни од нешто или? Повеќе беше како доаѓа да испитаат терен, баш буквално да дзирнат што се случува, што има, како функционира. Правевте анализи зошто е тоа така или? Да, постојано правиме анализи, тие се тековни анализи каде што гледаме во кои настани ни учествуваат најголем дел од младите, во кои настани можеби немаме доволно учесници, каде треба можеби малце повеќе да промовираме, каде малце помалку. Така да правиме, дефинитивно зборуваме многу на оваа тема и за нас најважното нешто е она дека ние ги прашуваме директно младите што им се допаѓа, што не им се допаѓа и како можеме нештото да го унапредиме или да го подобриме за да биде онака како тие што го замислуваат. Со тоа што во претходнава година, во 2024 забележавме малце опаѓање на бројот на млади кои што само така ќе дојдат и ќе одлучат да поминат одредено време тука. Мислам дека тука како еден од главните предизвици е и самата просторија, затоа што некогаш ние тука сега затоа што имаме повеќе улоги, некогаш се случува да работиме на компјутер, па тие да не се чувствуваат најпријатно заради тоа што мислат дека ние работиме и дека ни пречат на нас, што до некаде некогаш може да биде, например, во исто време да се случи и да имаме и состанок онлайн, некој да има од нас, некој да мора да заврши некој проект, трет да може да им посвети на нив внимание, така да се обидуваме да навигираме низ целиот тој, низ сите тие улоги кои што ги ние имаме, за да можеме нели да го одржуваме местото пред се, но во однос на бројката на млади кои што редовно доаѓаат на активности, например, имаат одреден тип на активност која што ја посетуваат и доаѓаат постојано на таа, забележуваме зголемување на бројот. Баш супер, одлично. Сега кога зборуваме за присуството на младите колку го посетуваат Младинскиот центар, во моментот ми се наметнува едно интересно прашање, што слушам што се зборува низ градската чаршија. Слушам дека овде младите кои што доаѓале овде во Младинскиот центар
нивното присуство и нивните активности се злоупотребувале на некој начин. Колку има вистина во сето тоа, баш ме интересира. Да, супер прашање, е еден од нашите најголеми предизвици, можам да кажам, со сигурност, е тоа дека кружат различни муабети низ градот. Нормално, градска чаша. Што навистина е нешто што е нормално и се случува секаде и не е нешто што лесно би се избегнало. Кои секако не се вистините, заради тоа што се случуваше, например, може да потекнат овие муабети, произлегуваат најчесто од луѓето кои што немаат ни дојдено да видат како изгледаат нашите активности, што е исто така малце... сами си прават имаат некоја слика или може би наслушнале од некого што се случува или како се случува, нечија предпоставка од некое претходно искуство. Ние се обидовме да креираме и неколку отворени денови за родители, на кои што за жал немавме ни еден посетител, што ние навистина би сакале да дојдат родителите и да видат ние што работиме всушност. Ние можеме да им покажеме, да им објасниме, можат дури да учествуваат на некоја активност, ако навистина сакаат да видат што се зборува тука, како се зборува, како се постапува со нивните деца. Локацијата не е лошо да спомнеме каде се наоѓа. Апсолутно, да. Младинскиот центар се наоѓа во Домот на култура и се наоѓа на првиот спрат, лево од скалите, кога ќе се качате на вториот спрат, првата просторија. И да, тоа е предизвик што различни муабети кружат, а луѓето најчесто кои што ги пуштаат овие муабети се немаат ни запознаено со Младинскиот центар, дури некои не знаат ни нас. Мислам, не познаваат, ама не знаат и која е нашата работа и што конкретно работиме. Ние навистина работиме во овие 2 години, навистина пробавме многу различни начини. Се сеќавам го организиравте првиот роден ден. Интересна забава имаше овде баш во просториите на домот. Да, исто така и роденденот кој што го имавме на крајот од 2023-та, собра многу луѓе. На наше изненадување некако секогаш завршуваме попрепознаени и попосетени од луѓе кои што се од други градови, за разлика од Пробиштип, што мене барем и на колегите многу жал, заради тоа што некој друг навистина ја препознава нашата работа, додека тука се уште се соочуваме со предизвикот да бидеме препознаени за нашата работа. Затоа јас и ќе искористам оваа прилика дури да ги поканам сите кои што можеби не им е познато како функционира Младинскиот центар и што всушност ние разговараме на тие работилници или какви материјали имаме тука или што материјали се користат за работата, особено разбирам доколку тоа доаѓа од родителите, да дојдат, да не посетат. Сосема сме отворени, ги имаме сите материјали, дури онлайн ги имаме материјалите, може да ни побарат кога сакаат, се е достапно, ги имаме извештаите од нашата работа и точно како ги креираме програмите и врз основа на што се направени програмите, така да ова е еден повик за доколку ги интересира, дека можат да ни се обратат сите. Значи, тука не правиме разлика помеѓу млади и возрастни, тука можат навистина, ако некого го интересира што работиме, да дојде и отворено, или да не праша, или пак да ни пише дури на Инстаграм. Ќе се надоврзам на моето претходно прашање и ќе те прашам малку по-конкретно, што се пие овде, додека спроведувате активностите? Супер прашање, да, што се пие? Ние во изминативе 2 години дури работиме на тоа да немаме и повеќе газирани пијалоци. Се обидуваме да го сведеме тоа на минимум. На почетокот имавме малце повеќе, но сега се обидуваме и сите, например, закуски што ги имаме. Моментално имаме само кафе и какао, со тоа што и чај. Вака може јас и колешката Бранкица, која што во моментот е од другата страна зад камерите, да говориме еден ден, да ве посетиме вас, да се напиеме едно кафенце,
какао, зависи што има. Апсолутно, цедевита, секогаш, да, не знам. секогаш сте добре дојдени. Имаме дефинитивно безалкохолни пијалоци, секако за сите што се тука, можеби на некои од забавите во кои што учествуваме како коорганизатори или каде што учествуваат повозрасни млади, може да има алкохол за оние кои што се над 18, кои што имаат легално и право да користат алкохол, но во никој случај не го охрабруваме тоа, нели, користење на алкохол, затоа што навистина и ние самите тука што сме се обидуваме, навистина нашата работа е одговорна работа, која што и значи дека ние треба да бидеме одговорни и да бидеме пример. Така да апсолутно и дефинитивно не правиме запивки за сега тука, ако е тоа нешто што го имаме слушнато. Не се случува тоа, не сме целосно против алкохолот, но исто така и не го промовираме како нешто што треба да се користи. Дури можам да кажам дека моментално и ниеден од нашите вработени и не пуши цигари. Така да и тоа е една дополнителна можеби мотивација дека и тоа е нешто што навистина знаеме, особено сме запрепастени, всушност ние дека многу често разговараме на оваа тема, сме запрепастени од тоа колку млади луѓе пушат кај нас. И навистина се обидуваме тоа дури кога ќе дојдат тие и ако знаеме дека некој пуши, например, да го искористиме како момент да прашаме зошто се случува, нели тоа, и дали може би има простор за нешто што би можело да го промени тоа однесување. Морам да ти кажам, јас и Бранкица, кога ќе дојдеме следната недела, мојата драга колечка, ние пиеме какао. Какао си Супер. пиеме, да. Супер, какао имаме. Да. Какао имаме. Добро, во ред. Сега ми се наметна уште едно интересно прашање, а тоа е која е целта на Младинскиот центар? И дали досега, со оглед на тоа дека веќе неколку години како работи Младинскиот центар, е постигната или се постигнала самата цел на некој начин? Целта за постоењето на Младинскиот центар пред се е да понуди, да овозможи простор каде што младите луѓе ќе можат да дојдат на оние кои што им е потребно да го откријат тоа што е внатре во нив, нели тука кај секој човек постои нешто, некој мало оганче што гори тука, да го откријат што е тоа нешто што навистина ги мотивира да прават позитивни промени. И ние сме тука да го поддржиме тоа, навистина да ги поддржиме низ откривањето на прво место, а потоа да ги поддржиме и низ користењето на тој свој потенцијал кој што тие како млади луѓе го поседуваат. Што всушност и се случува во многу наврати. Нешто што е исто така не го спомнавме како предизвик, но би го спомнала сега во овој контекст е дека продуктот на нашата работа или на постоењето на Младинскиот центар е потребно време да се види. Сите, зависимо особено во оваа работа која што ја работиме, нели, настрана од Младинскиот центар во проектите, секогаш има некои бројки ние што треба да ги исполниме, да имаме минимум 20 учесници, да имаме минимум 10 настани, да имаме, нели, тоа се бројки кои што се успешни според некого, успешни се според донаторот кој што ги вложува, нели, парите. За оние од нас што навистина ја сакаме и што навистина ја работиме оваа работа, сваќаме дека овие бројки не се единствениот знак за тоа дали нештото е успешно или не е успешно. Затоа е може тешко е да објасниме некогаш кога ќе ни се случи да имаме, например, некаква активност или програма што сме ја спровеле, да имаме само 4 учесници и сега ни велат ајде само со 4 учесници, како што е ова, треба да имате најмалце 20 или 30 луѓе за да кажеме дека ви е успешна програмата. Но знаете, овие 4 учесници, барем тоа е она што се случи, или 6 мислам дека беа на програмата за кариерно патување се викаше, каде што им помогнавме на младите да, тоест им
ги водевме низ процесот на одлучување што да направат понатака, како да се постават во нивната кариера, да си го олеснат самите на себе процесот на одлучување, да можат сами да одлучат. Да. Имавме 6 учесници кои што беа редовни на сите сесии, на 10 сесии од почеток до крај. И како резултат на таа програма, еве ако зборуваме во однос на бројки, можеби навистина не е премногу голема бројка 6 учесници, но сега при крајот на годината, односно од септември, една од овие учеснички, Милена, беше заинтересирана да креира нејзина сопствена ревија. Одлично. Да, поздравиме се аплауз. Да, може, супер, нели? супер. Да, Милена ни е баш прекрасен пример како резултатите од нашата работа се гледаат и што всушност луѓето кои ќе бараат резултати, што всушност треба да бараат од нашата работа. Милена беше мотивирана да креира ревија, до нас стигна повик преку кој што можевме да ја поддржиме таа ревија и рековме, види Милена, ти имаше идеја, ние имаме можност за поддршка, дали сакаш да го направиме тоа? И навистина таа беше преизненадена дека самата можност се појави, а исто така и дека некој ја има слушнато незината идеја, така да сега самата таа заедно со уште една соученичка организира нова група на млади која што донесе 8 млади луѓе нови, кои што заедно сега работат на креации, креираат. И во февруари очекуваме веќе да биде и ревијата, нели, на крајот на февруари. Тоа е оној резултат, тоа знаеме, нели, дека нашата цел со ова што го работиме се има исполнет. Гледам и дека одите и во соседната општина и Кратово, и таму имате некои активности, да спомнеме што се случува таму. Конкретно преку младинскиот центар немаме директни активности кои што ги одржуваме во Кратово, нели Кратово си е посебна општина, па треба можеби да размислат, сега би ги поканила да размислат за отворање на ваков младински центар, не затоа што јас мислам дека е добро, туку затоа што гледаме што се случува, доаѓаат многу млади од Кратово во нашиот младински центар. Доаѓаат млади, се организираат... Значи има интерес, таму нема младински центар. Точно, да, се организираат млади кои што користат нивен сопствен превоз, да дојдат до тука, да учествуваат на некои активности, да се вратат назад во Кратово. Така да не би рекла дека нема заинтересираност или дека нешто од кај младите недостасува. Можеби малце треба некаков поттик да им се даде и поддршка, затоа што навистина и на нив им е потребно. Ако доаѓаат, ако се подготвени да запалат кола, буквално што млади луѓе за да дојдат на некаква активност што се случува кај нас, верувам дека тоа би го направиле и во Кратово. Интересно. Во интерес на времето предлагам полека, но сигурно да го прирашуваме нашиот разговор, рекордно и емисијата. И еве, за крај би те прашал каква е соработката со институциите на локално ниво? Имате соработка или како? Да, супер. Ова прашање мене ми е едно од омилените прашања. Пред се заради тоа што ние сме сепак мал град и покрај тоа што има и негативни страни некогаш, има и позитивни страни. Во нашата општина досега ние со најголем дел од институциите сме наишле на разбирање и сме наишле на отвореност за соработка или доколку не со целата институција, барем со едно лице кое што ќе биде представник на таа институција. Досега имаме остварено соработки и се надеваме дека уште повеќе ќе ги продлабочиме овие соработки, заради тоа што се важни како за нас, така и за самите институции. Нештото што ние навистина се трудиме да го правиме е да придонесеме овие институции да бидат повидливи за младите. Лани за време на програмата за кариерно патување имавме представник и од Агенцијата за вработување. На тој начин група на млади луѓе веќе дознаа што значи да си пријавен, што значи да не си пријавен. Ова беа нели средношколци, имаше и од основно училиште учесник. И тие за прв пат се запознаа со некои од овие концепти, што
навистина не е нешто, знаеме сега многу сме свесни за ситуацијата во нашата држава и за тоа колку еден млад човек е спремен да отиде во некаква институција. Така да не можеме да очекуваме нешто што ние пробуваме да го свртиме во обратна насока, да не очекуваме младите секогаш да отидат во институцијата, затоа што за млад човек некогаш знае да биде тоа сериозен чекор, исто така и можеби заплашувачки чекор. Не секогаш е нешто што е најприродно за секој млад човек, особено за оние потивките за кои што ние постоиме. Да ги донесеме институциите пред младите луѓе и да ги прикажеме како нивни пријатели. Не како нешто од што треба тие да се плашат, туку како нивни пријатели. Сега тука, нели, има многу институции кои што делуваат на територијата на нашата општина, имаме прекрасна соработка навистина со општината до сега. Така е всушност и подржан нели самиот младински центар. Младинскиот центар постои поради тоа што нели добивме поддршка од општината и во средства, во буџет за да можеме да обезбедиме и јас да работам тука, да работиме на младинскиот центар и Валентино колегата да биде тука, да го имаме овој простор, да имаме буџет со кој што ќе ги исполнуваме сите оние активности што ги предвидуваме. Значи, она што често се обидуваме исто така да го нагласиме е дека едното без другото не постои. Активностите не можат да постојат без вработените, а вработените не можат да работат без да имаат средства за активности. Така да се е некако поврзано, најдуваме на разбирање во голем дел. Постојат се уште некои предизвици, навистина, но сметам дека со тек на време како ќе се креира уште повеќе, како ќе се шири погледот и замислата на луѓето, дека ќе успееме уште повеќе да соработуваме со локалните институции. Секако би ги спомнала тука и Советот на општина Пробиштип, навистина за скоро сите одлуки кои што требаа да се донесат беа донесени веднаш. Немаше никакви предизвици во врска со тоа, така да тоа е и голема благодарност од наша страна како млади луѓе, заради тоа што наидовме и на разбирање и на ваква поддршка од нивна страна. Сосема на крај. Патувате низ повеќе градови, низ држава, патувате надвор од неа. Интересен гаф досега што се случи во текот на изминатите години колку што постои младинскиот центар. Смисли, нешто интересно, така што еве и ден денес ти останал во сеќавање. Некоја случка од некој волонтер или некој случка од некој присутен кој што е бил дел од активноста во моментот кога што е била реализирана, се разбира. Навистина не ми текнува, може би на колегата ќе му текне или во некој од наредните емисии, од наредните епизоди ќе споменеме. Сигурно се има случајно нешто. Како и да, исто така сакав да споменам можеби еден од најважните настани во кој што учествувавме. Тоа беше една огромна конференција за младинска работа која што се случи во Брисел во 2023 во февруари. Ние бевме поканети како младински центар да презентираме за нашата работа и бевме препознаени навистина на европско ниво за работата која што ја правиме, за начинот на кој што иницијативата ја имаме поттикнато и врз основа на се она што се случува како активности во нашиот младински центар. Бевме повикани на оваа конференција во Брисел, каде што имавме можност да ја представиме нашата работа пред
Навистина важни луѓе од нашата сфера на работа. Оваа конференција беше организирана од Europe Goes Local, тоа е посебна мрежа во која што се вклучени држави кои што имаат истакнати примери особено во младинска работа во помалите места. Така да беше огромна одговорност и чест и задоволство да се биде на оваа конференција, затоа што потоа после конференцијата произлегоа и неколку статии од кои што беа соберени и напишани од наша страна, произлегоа и неколку објави. Можам да кажам дека оваа конференција навистина го стави пробиштип на мапата, каде што луѓето сега многу често знаат и да не прашат и да не повикаат за соработка и да споделиме добра практика, не се јавуваат и од сега пред некое време имавме и пример каде што колега од Србија ни се јави за да не праша за како всушност сме успеале да работиме веќе полуго време, како сме соработувале, кои методи сме ги примениле, така да можам да кажам дека оваа конференција навистина предонесе да бидеме препознаени на европско ниво и да го ставиме пробиштип и младинскиот центар од пробиштип на мапата на Европа како нешто како место кое што нуди навистина квалитетна младинска работа за младите кои што се тука. Ова навистина заслужува за еден громогласен аплауз овде во студиото. Браво, одлично, супер. Ти благодарам што одвои време да бидеш наша гостинка и тоа во првото издание на емисијата Чекор Плюс. Се надеваме дека во иднина пак повторно ќе зборуваме на некоја друга интересна тема, секако поврзана за младите во општината. Ти благодарам. Ви благодарам многу и на вас за поканата. Навистина ми беше чест да споделам каква е нашата работа и како ние се поминуваме тука во Младинскиот центар. Почитувани гледачи, ви благодарам што одвоивте време и ја погледнавте емисијата Чекор Плюс. Во изминатите минути наша и ваша гостинка беше Мартина Јачевска, која што е дел од Младинскиот центар во Пробиштип, а зборувавме токму на тема Младински центар. Ви благодарам за вниманието, ве поздравувам и бакнежи. Чао!